Делот авионско крило што вчера бил пронајден на еден остров на Индискиот океан би можело да биде од Боингот 777 на Malaysia Airlines што мистериозно исчезна на 8 март минатата година. Делот е пронајден кај градот Сент Андре на францускиот остров Реунион. Во тек е истрага и засега нема податоци врз основа на кои со сигурност може да се каже дека делот во должина од 2 метра му припаѓал на исчезнатиот авион. Крилото е полно со школки, што значи дека долго време било во вода, велат сведоците. Експертот за воздухопловна безбедност Гзавије Тителман изјави дека постои неверојатно сличност, но оти за неколку денови јавноста ќе добие дефинитивен одговор дали остатокот е дел од Боингот што исчезна над Јужното Кинеско море. Тој објаснува дека фактот што делови на малезискиот авион можеби биле пронајдени кај Реунион говори дека брановите ги донесле од западниот брег на Австралија, каде што беше баран врз предпоставка дека се урнал. Доколку се потврдат ваквите наводи, тоа ќе значи дека деловите го минале целиот Индиски океан. Нашата цел не е само да се пронајде авионот, туку исто така и да се утврди што на вистина се случи и зошто, се наведува во соопштението на компанијата Боинг. Авионот исчезна над Јужното Кинеско море само 1 час по полетувањето од Куала Лумпур кон Пекинг. Но доказите покажале дека леталото мистериозно го сменило курсот и се упатило на југ кон Индискиот океан. И покрај масовната потрага организирана од властите на Малезија и на Австралија, а во која учествува и други земји, досега не беше откриен ниту дел од авионот. Потрагата се одвиваше на над 50.000 квадратни километри. Тоа беше едно од најголемите авионски мистерии. Повеќето експерти сметат дека авионот се урнал во море, но енигматичното исчезнување од радарите ги подгреа теориите на заговор за тоа што на вистина би можело да се случи со авионот. Австралискиот океанограф Робин Робертсон оценува дека тајмингот и локацијата, кога и каде е најден делот од крилото, ги прави многу веродостојни наводите дека му припаѓа на Боингот, со оглед на она што е познато за струењата на водите во Индискиот океан. Други австралиски експерти се на мислење дека местото каде што се појави остатокот на авионот покажува дека биле точни препоставките оти тој се урнал во морето западно од Австралија. Доколку се покаже дека делот му припаѓа на Боингот, тоа ќе биде во согласно со анализите и моделите дека и другите делови на леталото се во јужниот дел на Индискиот океан, изјави заменик премиерот на Австралија Ворен Трас.